учениците од основното училиште Лазо Мице Фрале од нашиот град под менторство на професор Горан Јанев. Благодарим. Почитувани дами и господа, почитувани советници, почитувани присутни, почитувани гости. По повод чествувањето на Свети Трифун, празникот на лозарите и винарите, оваа година нашата организација се вклучува во програмата организирана од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. За одбележување на оваа манифестација, Музеј галеријата традиционално организира изложби на нашиот сограѓанин, ликовниот уметник, господин Лазар Дојчинов, кој вечерва почитувани ќе ни се представи со 40 дела, акварели, акрил и масло на платно, со вообичаените теми на вино, лозје, грозје, берачи и така натаму. Покрај музичката изведба, отворањето ќе биде збогатено со поетско, автобиографско и ликовно презентирање на авторот од страна на реномирани личности од нашиот град. И тоа, госпоѓа Љубица Бошкова, поетеса, госпоѓа Мирјана Мукаетова, новинар, господин Горан Боев, професор по ликовно воспитување во основното училиште Гоце Делчев од нашиот град, и господја доктор Виолета Димитрова, советник во Советот на општина Кавадарци. На крај почитувани ќе се обрати и авторот на изложбата. Се надевам дека на овој начин, со збогатен жар на презентација, ќе го надминеме во обичаеното клише на отворење на изложби по повод вакви знаки. Добро вечер на сите гости, присутни, љубители на уметноста. Инспирирана од прекрасните дела на нашиот сограѓанин, ликовниот уметник Лазар Дојчинов, ја напишав оваа песна, која носи наслов Прошетка по насловите на делата на Лазар Дојчинов. Ех, да имам два силни коња, во кола од љубовна преградка да ги впрегнам, по трагите на Божјата нафора да тргнам, до вливот на Тиквешкото да стигнам, по одафионот патеките да газам, крај Еригон ко ветер да стасам, да слушнам тајни вечни на камења речни, за гроздовите созреани ко знамиња на лозови гранки ко на девојчини рамења, на вечната љубов на гроздовите, на златните зрна источени низ прстите, во Божјото вино на љубовта преточени, од навек, од Свети Трифун миросани, на посна трпеза распослани. Ех, да имам три брзи коња, за миг да поминам Тиквешијата, водата од Еригон во вино да ја претворам, на сечија трпеза среќа да наточам. Ви благодарам Ова беа навистина лични импресии и кога сме кај личните импресии, јас би можела да кажам дека од годината кога за прв пат посакав, се заљубив во акварелите на Лазар Дојчинов и посакав негово дело да имам во својот дом, помина веќе 3 децении. Првото негово дело кое е во мојот дом е пејзаж од Моклиште. И верувам дека истото тоа чувство многу кавадарчани го имаат почувствувано и затоа имаат купено слика од Лазар Дојчинов. И во овие 3 децении можам да кажам дека доволно го познавам творештвото на Лазар Дојчинов, неговите подеми и падови, меѓутоа и многу убави блесоци, особено во определен дел и мотиви кои тој ги третира во неговото творештво. За неговата уметност зборував и во изминативе 10 години, особено на отварањето на неговите изложби, и навистина немам што да кажам. Освен тоа дека она што е импресивно кај Лазар Дојчинов е неговиот елан, желба за работа и за творештво, и тоа го држи и ден денес во неговата 7 деценија. Навистина е прекрасно да едно такво чувство и желба за толку многу творештво и да се експериментира и да се бараат нови мотиви.
Единствено што му замеруваме дека ги заборва малку водените боици, а повеќе слика со акрил, меѓутоа тоа е негова определба, а публиката е таа која ќе оцени колку е добро неговото творештво. И токму затоа, бидејќи јас сум само еден новинар кој лично и импресивно ги гледа неговите слики, го поканувам Горан Боев, кој е навистина компетентен да проговори за неговите дела. Особено тоа го чувствувам затоа што кога за прв пат ги видов неговите акварели по враќањето од Париз, навистина почувствував дека е мајстор на акварелите и само тој има право овде да проговори за делата на Лазар Дечинов. Честа, мене наистина чест што овде можем да кажем неколку збора за оваа изложба по повод на големиот светител Свети Трифун, патронот на Кавадарци. Јас пред да ми предложа да кажам збор два, пред некој ден напишав еден текст за Петар Мазев, за сосема друга прилика од оваа. И гледајќи ги творештвото на Мазев, иако Лазар и Мазев има различни автори, се не иста конотација, меѓутоа видов дека и Мазев и во своите документарни филмови и така натаму постојано зборува за Кавадарци, за влијанието на ова поднебје, за сеќавањето од детството, значи сека цело тоа се сублимира во творештвото и неизбежно е на некој начин, како што гледаме во творештвото на Лазар, значи тие мотиви од нашиот крај неизбежно да се насликаат на сликарско платно. Тоа Лазар го прави на директен, непосреден начин, значи директно тоа го слика, тие теми ги работи и оние бои кои што го красат и пейзажот на Кавадарци, особено нели во тој дел кај лозјата и редовите наши, тие бои најчесто ги користиха, што можеме да приметиме и на овие слики околу нас, а тоа се баш боите на Кавадарци, виолетовата и жолтата боја, кои што мислам дека се наши заштитни бои на градот Кавадарци, па дури и сонцето кога грее, или таа жолта светло што ја дава, спротивната страна од предметите дава дека сино-виолетова сенка и така натаму. Значи, навистина импресиониран сум од неговото творештво, како што кажа господи Миријана, и од неговиот ентузијазам. Секој младите уметници треба да се огледат на неговиот ентузијазам, неговата желба за работа, неговите постигнувања и во оваа прилика почеститам. И благодарам на сите секако. Добро вечер, драги кавадарчани. Лазар Дојчинов, ликовен уметник од Кавадарци, традиционално по повод празникот Свети Трифун, денот на лозарите и винарите, ќе се представи со тематска изложба на акварели и слики, изработени во акрил и масло на платно, со тема која што е поврзана со грозјето и виното. Роден е 1948 година во Кавадарци, завршил Виша ХТЗ школа во Скопје, а во далечната 1978 година се запишал на Педагошкиот факултет во Скопје како вореден студент на одсекот ликовна уметност. Талентот кој што го носи во себе од детството го надоградува низ годините за потоа да продолжи да ги усовршува тајните на сликарските техники кај еминентните професори Димитар Кондовски и Борко Лазески, кои представуваат голем стимул и императив по неговото понатамошно надоградување како ликовен уметник. Од сликарските техники тој гаи најголема наклонетост, обсесија и љубов кон акварелот, а од 2004 година и кон акварелот и маслото на платно. Низ годините наназад има реализирано голем број на самостојни изложби во земјава и во странство, меѓу кои десетици години поред тој редовно изложува во музеј галеријата во Кавадарци, во Неготино, во Пробиштив, во Кавадарци, во Република Србија. Има учествувано и на неколку групни изложби и ликовни колонии
од кој секако треба да се спомене изложбата во 2010 година, на која имаат земено учество, односно кои експонатите ги имаат видено над 3000 посетители. Минатата година дојчинов како гостин на хепенингот на Сдруженијето Борка за секој нов ден, кој се случи во Кавадарци, инспириран од самата дружба, остави белег со свое лично уметничко ликовно дело. Лазар Дојчинов за својата работа, за своите дела, има добиено голем број награди и признание. Живее и работи во Кавадарци. На авторот му посакувам долго здравје. Во името на градоначалникот на град Кавадарци, господинот Митко Јанчев, во името на Советот на град Кавадарци, во моје лично име, оваа изложба ја прогласувам за отворена. Молам, уживајте во изложените експонати. Да ви упатам еден голем поздрав на сите присутни што сте овде, да го одбележиме овој наш празник. Сакаме неќме, ова е најголем празник за нас, затоа што со виновата лоза и екзистенцијата ни е поврзана и нека ни е за многу години Свети Трифун. Му благодарам на вработените од музеј галеријата, директорот Весна Ѓорѓиева, кој што и вработените кои што несебично се залага за да се уреде и да оваа сета поставка. Исто така му благодарам и на донаторите, покровителите, градоначалникот Митко Јанчев, Советот на општина Кавадарци, Теде, Маркети Теде и сите што се присутни, сакам да се осеќате пријатно овде. И ја не сакам многу да ве задржувам и едноставно сакам уште еднаш да ви благодарам. Изложбата отворена, пријатно осеќајте. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.